Какви општини им оставаат старите градоначалници на новите? Моменталните состојби на буџетските сметки на 9 од 11 општини на истокот се во тежок минус. Најлоша финансиска состојба е во Делчево, каде старите и новите долгови се над 240 милиони денари, односно општината должи еден цел годишен буџет. Пехчево книжи минусно салдо од вкупно 80 милиони денари, од нив 56 милиони е долг на општината, а 24 милиони се обврски на јавното предпријатие Комуналец. Околу 40 милиони денари е долгот кој општина Кочани го должи само за превоз на учениците, додека за останатите побарувања доправа ќе се прават анализи. Следува малата општина Карбинци, која во моментов е блокирана за 1,2 милиони, но вкупниот долг е поголем од 10 милиони денари. Општина Пробиштип на сметката има 2 милиони денари, но и обврски од 60 милиони, како и побарување од 24,5 милиони денари. Македонска каменица должи околу 20 милиони денари, што е 10% од основниот буџет кој изнесува 218 милиони денари. Како исклучително лоша се проценува и финансиската кондиција на општина Берово, каде првичните анализи покажуваат загрижувачки податоци. Значи, оно што првично можев да го забележам се големите обврски, особено кон доверителите и кон останатите физички лица и секако неминуваната потреба од изготвување на ребаланс на буџетот, за да можеме до 31.12 дел од обврските во оваа буџетска година да ги реализираме и навремено извршиме. Обврските према доверители се над 22 милиони, обврските кон Светска банка по основ на задолжување се 18 милиони 699 илјади, обврски неисплатени кон советниците во износ од 1.117 илјади, има и дел други обврски, меѓутоа тие сега се уште се предмет ќе бидат утврдени во рамки на рокот утврден за во редниот попис. Се ова на новите локални власти уште во старт им ја отежнува работата и ги става пред големи искушенија, како да најдат пари за да го реализираат она што им го ветија на граѓаните. За разлика од овие општини, градоначалникот на Виница на својот наследник му остава позитивно салдо, утврдена динамика на враќање на старите долгови и одредена сума на побарувања, што се смета за солидна основа за понатамошна работа. Ние бевме во тек цело време со што располага општина Виница, знаевме колкав е буџетот, колкави се надлежностите, што се должи нашата општина, кои се проекти и дали има проекти во изградба, така да голем дел сме запознаени со работата на досегашната локална самоуправа. Од финансиски аспект, најрелаксиран старт има новиот градоначалник на Штип, Благој Бочварски. Досегашниот Илчо Захариев на заминување во општинската каса остава 4 милиони 350 илјади денари. Општина Штип има поборување по основ на комунали од околу 69 милиони денари или околу 1,1 милион евра, додека тековните обврски на општината изнесуваат околу 6,6 милиони денари.